digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Добре на канал, добре дојдовте во понеделник, во новата недела, која што започна прекрасно за сите нас, како што можеме да видиме на чартот. Имаме $122,000 за биткоин. Подобро не можеше да почне, а ние денеска ќе разгледаме некои макрочартови да видиме до каде сме и што би се случувало понатаму. Почнеме со инфлацијата. Инфлацијата верувам дека ќе продолжи надолу со кратка дефлација на цените, затоа што ФЕД е многу зад инфлаторната крива. Стапката требаше да биде намалена многу одамна и всушност тие нема да може да го стигнат овој дезинфлацијски тренд и утре треба да излезе стапката за инфлација која што е можно да биде малку поголема заради овој раст тука, но тоа би било само формирање на day cycle low, што би го добиле тука. Само ќе измериме 33 дена за S&P 500. Голем број на луѓе исто така може би кажале дека ова е врвот, но искрено не верувам дека тоа би бил врвот и очекувам да го формираме day cycle low и потоа да ја поставиме оваа тренд линија и секако ќе ја следиме неа до крајот за да видиме каде би завршил овој тренд. Следното е M2. Се што ќе се прикаже на M2 промена на стапката се прикажува во инфлацијата со задоцнување од 12 до 18 месеци. Како што можеме да видиме, овој врв тука бил прво се појавил врвот на M2 стапката на промена, а потоа се појавил врвот на инфлацијата и сме продолжиле надоле. Повторно сме продолжиле прво тука надоле, тука сме имале мало движење на страна и потоа повторно. Мислам дека се уште не е прикажано ова движење во инфлацијата, што би требало да видиме овакво нешто, како што може да погледнеме тука и тука. Ова ќе биде уште поголемо, веројатно. Потоа следува стапката на невработеност. Секако доколку имаме рецесија, би очекувале влошување на ситуацијата на пазарот на трудот. Имаме рецесијски сигнали, се уште изгледа дека невработеноста е на пат да експлодира, но последната се намалила од, како што може да видиме, од 4,2 на 4,1. И секако треба да добиеме големи подобрувања во стапката на невработеност за да избегнеме таа рецесија, но мислам дека тоа нема да се случи, барем сега за сега не изгледа така. Изгледа ова е загревање пред големото движење кое што би се случило, како што го имаме тука, и што кажува ова не кажува ова е синоним за појавување на рецесија. Уште стапката на невработеност, истото важи и за неа. Можеме да погледаме тука дека ова е веројатно само загревање пред голем скок нагоре, како што го има претходно тука, повторно тука и ова е ковидот, каде што имавме огромна стапка на невработеност. Мора да видиме подобрување во индекс, доколку сакаме ова да продолжи надолу, но искрено ова многу изгледа на горен тренд и само се очекува кој момент ќе успееме да направиме еден голем пробив нагоре и да видиме каде ова ќе застане. А сето ова важи и за сем правилото, каде што моментално се наоѓаме во пат, но ова е сепак нагорно движење на трендот и секој момент можеме да очекуваме дека ова ќе пробие во нагорна насока.
како што тоа и се случувало претходно, како што можеме да видиме. Моментално сме на 0,17 во јуни стапката, која што драстично се подобрила и намалила, барем сега за сега, и останува да видиме што ќе се случува понатаму. А состанокот на ФЕД е за 16 дена. Уште ништо не се променило, уште голем број на трговци мислат дека ќе останеме паузирани. До кога ќе одиме вака, стварно веќе не знам, но останува да ги следиме овие индикатори и бидејќи се многу битни за да знаеме каде се наоѓаме на пазарот. И откако дечкова си ја заврши работата, односно оркестрираше уривање на економијата, нормално е дека ќе си даде оставка. Останува да видиме кој ќе дојде на неговото место, но веќе е многу касно за намалување на каматните стапки. Веќе се позади кривата. Кој ќе дојде на негово место воопшто и не е битно за нас. Секако дека ќе продолжиме напред во бул маркетот сега за сега, и обично кога ќе дават ваква јавна функција на некој, очигледно се донесени за одредени цели кои што треба да се исполнат, и кога ќе се исполнат тие, се слободни да си дадат оставка и да се тргнат од тоа место. Мислам дека имаме многу познати примери во нашата држава, а ние можеме да продолжиме понатаму. Високодоходниот индекс на обврзници ни покажува дека се враќаме во фазата каде што претходно проби. Ако поставиме една тренд линија тука, можеме да видиме дека полека се враќаме во таа фаза, и се додека сме во овој тука, немаме финансиски стресни услови и можеме да ги следиме врвовите кои што ќе се формираат на другите пазари, и кога ова повторно ќе избие тука, веројатно тоа би бил врвот на другите средства, и со тоа ќе знаеме дека тој врв е вистински и ќе знаеме како да се однесуваме на пазарот. И нешто друго што сега би погледнале, тоа се приносите. Ако ја погледнеме кривата на принос од 10 годишните американски обврзници минус кривата на принос од 2 годишните американски обврзници, и секогаш кога имаме раст на овој раст на овој чарт, ни се појавува одредена криза. Тоа беше и случајот со ковидот, големата финансиска криза и дотком баблот. Сега за сега ќе ги обработиме. Како што можеме да видиме, оваа тренд линија продолжува нагоре. Секогаш кога сме имале продолжување во оваа тренд линија нагоре, можеме да погледнеме тука ова движење тука и ова движење тука, се појавуваат голем број на финансиски стресни услови тука, кои што предизвикуваат цените да се спустат надоле, а овој чарт продолжува да расне. Што значи дека немаме паѓање на цените кога се движиме надоле, или па кога се враќаме на инверзија од оваа нула точка тука, туку имаме пат на цените на акциите и на другите финансиски средства, кога имаме забрзување во ова движење нагоре, како што можете да видите, забрзување. А сега ќе покажеме и на индексот на S&P 500, сам внесеме тука и ајде да погледнеме што се случува со, ќе ги исчистиме овие чартови.
да погледнеме кога се случува кризата, имаме доаѓање до нула позиција, тука пробивање испод нулата, чартот се движи уште нагоре, кога се пробива и кога доаѓаме до ова веќе забрзано движење, тука имаме финансиски стресни услови и цената се придвижува надоле. Dotcom bubble исто, и секогаш кога се движиме странично или пак се движиме надолу, тоа е се во ред, но доколку имам забрзано движење нагоре, тогаш очекуваме паѓање на цените, а можеме да го видиме и 10-годишниот принос и 3-месечниот принос, распон на принос, така што можеме и тука да го поставиме S&P 500 и ајде да видиме, се случува истото, пад на цената, односно корекција на S&P 500 и продолжување на овој чарт нагоре. Истото го имаме и тука, кога го имаме ова забрзување, веќе чартот пробива надоле и тука. И сега за сега останува да видиме, уште сме на средината, скоро на овој чарт, така да имаме време да го извршиме веројатно прво blowout топ тука и потоа да се движиме надоле. И тука можеме да кажеме повторно, движење на страна е во ред, движење надоле е во ред, а движењето нагоре е синоним за врвовите во голем број на пазарните средства. А сега да погледнеме што се случува со другите чартови. Моментално биткоин, тој продолжува да расте, едноставно нема запирање кога ќе отидеме во price discovery нагоре. Се што треба сега да почекаме да се формира ова четвртиот циклус, дното на четвртиот дневен циклус од неделниот циклус, и да видиме што понатаму би се случувало со ова пазарно средство. Златото исто така имаме, златото продолжува да се консолидира и тука имаме еден мал раст. Сега за сега, дали тоа ќе резултира со големо движење нагоре, потоа повторно формирање day cycle low, и видовте што направивме во третиот и четвртиот бран на биткоин. Дали ова би резултирало со вакво движење нагоре, не можеме да знаеме, но можеме да го очекуваме таквото нешто за да не изненади. Така да сега за сега да ги избришеме овие и сега за сега остануваме уште во овај претходниот пат покажав што се случуваше со златото и биткоин, дека има своја одредена сезоналност. Дали тоа ќе биде случајот повторно сега, останува да видиме. А додека го снимаме ова видео, биткоин моментално пробива уште 123.000. Честито на сите кои што го поседуваат и кои што го чекаат долго овој раст негов. Веројатно голем број на луѓе и овој bull market ќе изгубат пари кога ќе влезат на неговите врвови, а не влегува кога требаше. Исто така ќе имаме и голем број на нервозни луѓе кои што всушност го пропусти ова цело движење на биткоин, кои што ќе го бркаат веројатно сега. Така да сето тоа е типично однесување на пазарот во фазата, веројатно влегуваме понатаму во FOMO фазата, каде што да видиме, каде што и ритейл секторот влегува од коин на коин,
на тој што направил профит, но всушност тоа е погрешна стратегија. А сега да видиме некои од алткоините што направија XRP, XRP по малку поголема акумулација. Сега продолжуваме со цената нагоре и ова немаме знак дека тука XRP ќе престане. Исто така линк само што проби, очекувам тука едно движење поголемо, барем да се придвижиме до оваа тренд линија, така да останува да видиме што ќе се случи. Еве ќе ја погледнеме и ADA со нешто малку помал профит тука, но се надевам дека уживате во овие профити кои што ги правите моментално и секако некогаш треба и да се продаде. Тоа ќе го ставиме на вас. И тоа е тоа од мене за ова видео. Се гледаме во следното. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my